Добар ден, повелете. Абе, вака сега. Сакам да земам некоја електронска цигара. Така? Електронска. Јас пушач, со многу цигари пушев, сега докторот ми забраням, никако не можам да ги оставам. Многу сум нервозен и така нервозата ја се ја вада, Мило. Докторо ми рече, мораш да прекинеш со цигарите, ама ете не можам, Господ ми е сведок, не можам јас никако да прекинам, Мило. И ако може електронска цигара. На право место сте, господине, ќе ви понудиме тоа што имаме тука. Еве, бидете си слободно, разгледајте. Колку цигари пушите дневно? Видите вака, јас пушам пакета и пол цигари. Така? Ама пушев и 2 пакети, многу пушев. Пакета и пол за мене, Мило, е премија, јас толку намалив, ама докторот вели не смеш ич, мора да ги прекинам. Многу сум нервозен, многу душата ми дрхти, многу во последно време со испитите на факултет, јас теологија студирам. Теологија за Бог. И со испитите многу сум нервозен, сега ми се издесе некои работи, морам да земам. Па за вас ќе треба батерија од 110 милиампери. Така, извинете. Боја црна, дали ако може, пошто студирам теологија, знаете, ние се во црно, Мило, и нека биде црна. Може, како не. Еве, повелете. Само уште ќе ми кажете колку јачина на никотин сакат. Имаме 24, 18 и 0 никотин. Па средно, тоа е измеѓу, нешто, пошто не пушев многу јаки цигари. Значи од 18 милиграми. Да, Мило, 18, мислам дека е окей. А вкус? Дали имате од темјан? Темјан? Да. Не. Босилок? Не. Дали имате случајно од восок од цвеќе? Немаме, ама имаме од еспресо кафе, ако сакате. Па може, пијам и кафе, да не ми е проблем, може да биде. Еве, тогаш повелете. Да ја пробам еднаш. Пробај. Ви одговара? Супер, фала ви многу. Нема проблем. Ајде да се расчисти. Ајде. Еј! Кај си бе, Миле? Шо преш бе? Добар, шо преш ти? Шо преш, велам, шо преш? Шо преш, добар ми си? Металика. Ако, Миле, убаво. Знаеш, јас сум вече ти рокер. Те немам видено одамна, не ми. Бе, кај Оризо пиев кафе. Кај Оризо, Убаво. Работам во болницата, носам со колички тие што се нејадни говори. До интерно, до хирушко ваму таму. Студирам уште јас. Што студираш бе? Теологија, Миле. Абе, секојаш ти беше во класот, тој што се крстеше цело време, што Па ете си продолжи. пред македонски ќе правевме писмена и кончиња клаваш. И се што полагаше денес. Имам многу мака, имам многу се испити да ти кажам, тешко многу, не е лесно како што. Абе, види вака. Си зедов со електронска цигара, многу цигари пушам, многу пушам цигари. Докторот ми забрани, штетни се, ете си зедов една ваква. Пробај да видиш. А уба е таа? Уба е, пробај да видиш. Јас пушам многу цигари, да ти кажам. Чај. Уба. Супер. Со вкус на еспресо. Да, на кафе. Абе да ти кажам, многу се изнервира. Вчера паднав на испит. Полагав, не положив. А што полагаше, погреб? Не бе, крштевка. Крштевка? И не положив. И што ти падна? Бебето. Здраво, срце! Ке може да ме однесите до центарот, до градот? Оти на факултет каснам на испит. Да. Ајде, срце, ќе те однесам, само побрзо ти... И јас немам време, сатите мене ме јадат. Си имаш работа? Си имам работа, иначе... Ајде, влегу, ајде. Леле, фала многу. Фала многу, леле. Ништо бе, срце, ама... Да знаеш од... Фала не се живе, а? Чекај, ја си повтора само за наиспит. Шо ле, студентка си? А, студентка, да. А на кој факултет си, бе, срце? На Високана. На Високана? А шо е тоа нешто високо, така? Ниско, високо? Струја нешто, или? Физиотерапевт. Ја збарам, тоа нешто масажи, она масер прицкач беше. Да, за масажирање. Многу срцово здравен сум во плеките, ќе треба некојаш да се договориме да дојдам да ми измасираш малце, а? Издрвен од времето сега.
Чекай, ова прашање во која беше поред. Ма ти многу стегната мислија, бе. Дај малце олабај се, навечер излегуваш така, уж побруцошки, студентски, муденски. Излегувам, да. Кажеш ли за срце? Ами кој ќе има студентски во Рачекор? Врачекор, а? Рачекор, да, одам. Рачекор меѓу за таму. Јако е многу. Ува е срце, така. Јако е ува музика, тупци, така, си обожаваме ние. Гужви има, ма забавно е. Така, Стално се бериме прво со другарки и не пијаме дома. Што пееш бе срце, којнак? Којнак, да, повнуваме. Да, со прелив или со една коцка мраз? Браво бе, срце мое. Ама те гледам многу напната, мора малце да се олабеш бе срце, а? Многу учев за ова испитов, да ти кажам. Не смеш бе злато така цела да си спотресена, мислам се. Како да ти кажам, се е милливо во животот ме, сваќаш? Ама трепетам цела, многу ми е страв. Ете, така чаш, а? Се подзастарам малце. Може да. Епа срце, сега што правиме? Да ми платиш? А? Треба да платиш бе. Ама јас немам пари да има вќудев со такси. Немаш пари, а? Не. Немаш ни слава, немаш ни пари, имаш срце. Епа срце, тогаш ќе мора да ми даеш. Еми добро. Добро? Па, си дојам назад малце, а? Ај само побрзо, ти ќе закасне на факултет. Че, срце не се зелено само ова малце. Кај сне? Сега срце ги ти кажи, тутуно берачо. Побрзо. Муце! Муце! Ајде сега побрзо. Срце мое, Ќе да стигнам на испитот и професора нема ме пушти. Уживај бе, душичке моја, бе, уживај. Ајде, ај. Ме истрошти бе цели, срце. 5 месеци го учев, мора испитов. Не киш едно цигарче? Не пушам јас. После секс секојаш оди цигара бе, маче. Не пушам. Ове срце вака са, да напреш една звезда и бегам. Звезда? Да бе срце една звезда тука да напреш, па ако ме бенди за може уште една ќе побарам, а? Зашто ти е море звезда? Така бе, маче сакам звезда. Ама бегам одма после, така на испит ќе Да, ме бе, срце. заисаш. Добро. Овде? Ај побрзо, ти ќе ми вика професор. Овде да направам? Тука направи го. Еве, Браво бе срце. може сега да бегаме? Ме бенди са. Ете, направив. Напре. Ама добро, можам да те разберам, еве со сексов, логика ми има некоја. Ама звездава зошто ме тераше да ја направам? По сексо може нема да ме памтиш, ама под звезда да секогаш ќе ме памтиш бе. Маче. Ајде да бега. Кој ќе учи бе, Карл, Жорж Бизел, Джузепе, многу, Рихард Вагнер. Рихард Вагнер е роден во 1813 година, починал во 1883. Роден е во Лајпциг. Тој рано го подсветувал театарот, затоа што негово тешко... Кој бил тешко па... Мамо! Као пи ова мајка ми, леле, цревата ми свират. Така, мамица! Ало, добар ден. На телефон е Маријанчо, ќе може Кристина да ја добијам? Да, на училиште. Кај си бе срце? Му реков дома дека од училиште те барам, аха? Шо правиш ти? Да, срце. Вечер ќе излегваме, ќе се лапаме во парко? Да? Нас и Севинтијаго ти на вечер заладва. Па после ќе ќајме кај Чичко Љубе во Брусничка ќе си јајме сендвич. Да, срце, однајбајте, да. Важи душичке. Ајде, ти ја ти изгледа мајка ми излегва, па ќе се слушне, важи. Ајде, чао, чао. Мамо!
Ето е мајка ми, ајде после да се прејавам, ајде. Маличе! Кај бе мајка ми? Мајка ми моја, кај е мајка ми? Суза? Да бе Суза, кај? Мајка ти Суза ја продаде станот и ти се рекафа да га те одија, чувствено мајка ти. Зае само. Кај чега се доседи? Лесно. Здраво! Прибидејќи нашиот познат дедо Колјо замина во дебар на прекрасните бањи со другата внука, а еве ја користам оваа прилика да види дедо Колјо на екраните дека му се лутам од мене не ме зеде, ма нема врска то. Прибидејќи тој замина на прекрасните бањи, сега наредно ќе ви раскажува приказни познатиот Џевдет. Ете го тука е Џевдет. Добар ден, драги гледачи. Ти си малечката Елена. Елена, да. Не те зеде дедо ти, а? Не ме зеде. Абе да ти кажам, тој дедото голем куртов е. Тако. Да, знаеш колку пати јас му ги имам секвано дрвата на тој дедо ти. Едно кралимарко не даде да се освежиме. Ајде, Кажи. да бидеш добра ученичка и петки само да носиш во книжката. Ајде, чао. Се почувства во моментот како Дедо Мрац. Ма е нешто, некоја бубачка. Во моментот. Добар ден, драги гледачи, јас сум познатиот Џевдет Ибраимовски. Како што знаете, Ром. Јас ќе ви раскажувам многу приказни, затоа што сум јас таков човек, човек приказна, така ме викнат. Еве го Џевдет приказната во Бајро. Си имам јас оженото 2 пати. Со сегашната жена Надир имам неколку деца и со една соженев пред многу години кога бев јас доста млад и луд, се викаше таа една Сузана од Струга. Сега, на времето во комунизмот јас работев во Фриждери, Раде Кончар, потоа Фринко, и оттам организираа разни екскурзии. Сега ќе ви раскажам едно патешествие, ние кај што бевме во Мостар, градот на мостот Мостар. Знаете, оне што го рушија по невисоки кај што Рипат, Лепа Брена, кај што снимаше тој филмот, денес нешто не ми се скока со тој Коле Ангеловски. Значи, таму бевме, шетавме низ целиот Мостар, и сега ова мојата некултурна од Струга, ми ка, Џевдет ми се моча. Моча му кам овде, шо синки. Ми е срам. Леле, ти мори срам ако имаше дека беше ваква неверница. И се думаме каде, му кам вака ќе те пребацам преку мостот, моче во реката, долу. Срамота, мори седи, ја фатев, ја пребацев преку мостот. И едно време ми ка, срамота е Џевдет, вика како ќе мочам, долу кајче има. И јас погледнувајне и му викам, мори то не е кајче, то ти е дундата. Јас сум еден обичен човек од едно земјиче мало. Сите го туркат и клоцата, тоа за Европа газе би дало. Некогаш знаев кој сум и што сум, сега сум никој и ништо. Комши крадат и лажат, а мене ми иди да си тргнам пиштол. Јас сум македонец, некогаш бев горколак, а сега сум крава со звонец.
македонец, и Гоце, и Јаце, и сите се наши, од прв до последен борец. Граници делат, млади се селат, не знам кај ми е глада. Фабрики прашини берата, ја се молам да добијам плата. Немам за одмор, немам за кино, немам ни за казино. Најбитно се за мене да наполнам бочка со вино. Јас сум македонец, највкусно на светот за мене, ајвар и манџа волонец. Јас сум македонец, ме грчат, ме турчат, ме србат, ме пучат, и пак сум македонец. Докторе, како сте, докторе? Како помина операцијата? А? Сестро, ви мене збунјуете. Па нели тоа јас добив налог за аутопција, па јас работев аутопција. Аутопсија? Господе Боже. Докторе, а за визитата шо правиме? Да ставете по една инекција на пациентите, јас да пием едно кафу. Менче, ставете едно кафу, молим Горчу. Бев во душевна болница за душевни болести во Демихи Срлежев, трето оделење. И со синџири ме врза. И од кој ме одврза, 10 дени нек се ми клава пичка и мајчина. И една ден дојде едно 13 годишно момиче, од Охрид дојде таму да лежи и му викам ја, ова една ден ќе го бараш, ќе те страма. И му викам, дојди во соба на моја во тратана кај шо лежа ја, таму ќе те страма. И дојде и во собата сите собрани, Стевче, Љупче, Златко од Бичимци и свите беа. И му викам, другари, излагајте, ќе го страма момиче во внатре. Германија со услови немав, таму... Оди таму во двојката катетар стари. Тоде! доктор! Како си после операција, како се осеќаш? Ти имаш уште тегоби, те врти ова тука? Би се мора, Ама види, ние се боревме на, како се река, работевме, беше многу тешка операција, ама те направивме како млада невеста на 20 година. Да се такво. За 2 дена тераш бучин, ќе те пуштам. Ги докторче, лели ќе можам ја после операција на гајда да свирам? Оф ти бре, Тоде, да не можеш да свириш на што хочеш бре, мали. Што хочеш можеш да свираш.
Докторче, кај оде напред медицината? Германија дојдовне. Јас пред да се оперисам, од кај знаев да свирам на гајда. Докторче. Медицината. Целе, како си денес ти, а? Ажно, докторе. Откој ти ги звајбме бубрезите некако свежнат, мисли колко подмладен, како браво, виде. Како си, добар? Тежи камења. Ти теже, а? Кој ти ги дојса овие, твој са, кој некој се? Не, уста на клаве. Крвата ги донесе. Беше, ти намор да ти носат, например, треба да ти носат банани, портокали, ти носат лешници да те заебават, без зъбите, а? Лешници да видиш какво чикулато имаш една ни потурени, какви бе, гешмука. Комши, сакаш лешници. Славче, клаве! Јавеме повторно по многу мала пауза, се враќаме значи со гостин. Прошлата емисија не знам дали знаеш, немавме гостин, не стигнавме да најдиме и така се направивме наудрени да ме кај ке помини нема да има гостин. Ама овај пат не можеше така и ете те најдовме тебе. Иначе Джесика ја вратив од првата патарина, ја начекав таму, заминуваше на свирка, ја вративме да не биде гостинка. За сите што не ја знам, значи Джесика е фолк пејачка, позната фолк пејачка и ние наша битолчанка, се разбира. Сите сме битолчани. Се занимава со фолк музика, како што рече. Колку години се занимаваш? Па активно се занимавам едно 4 години со фолк музика и неко пеам уште како малечка пеам во хор. Така, значи цел живот со песна, ете, Джесика. Турнеи нешто, знам дека си шетано чупе, имаш шетано скоро сегде. Мрднато чупе, така. Ето, одрежи ја во увод. Така да можеш да кажеш кај си била досега вака и некоја што ти има оставено, така некоја турнеја. На турнеи сум била секаде, освен мислам Америка нема бидено, сакам да одам, ајде, изјавувам многу сакам да одам. И мене ми е исто животна желба да одам Америка, може ќе одиме заедно. Хумор и песна нешто ќе споиме, ете така. Инаку сум била Австралија, кај Италија, Швајцарија, Унгарија, Бугарија, Грција. Секаде, значи. Да. Значи Джесика била на турнеја на земјината топка. Сегде. Кажи ми, ти си една од најпопуларните плавуши што излегват во весниците и така натаму. Дали имаш проблем со твојата боја на коса или оставаш така? Да остани на вицо, ја? Си се вадам ја косата. Значи косата е само боја, нема врска со карактерот, така. Вака сега, ние тука правиме едни предизвици со познатите. Саке дојдат од режија, пошто немаме пари за некаков сад, барабан, знаеш, они што вличат бинго, лото. Тука рачно, Елена ќе ти ги фрли во вис ливчината, ќе си фатиш едно и ќе го прочиташ предизвикот. Може? Да, може. 3. Ето, одбери си едно, овие другите не ни играат поќе. Така? Може му се наптите. Рефрен на турски. Каков рефрен на турски, ле? Го кажи го на камерата. Значи на Джесика му падна рефрен на турски. Јас вака, ќе направиме една кратка пауза да одберам рефрен, па се надевам дека ќе ти се бендиса. Така, ајде се враќаме. Значи, јас одбрав една многу убава песна, песната се вика Швалерка, нејзина песна е, значи, едно од прва ти или не ти е прва? Не му е прва, ама една од најпознатите песни му. Јас некнико се слушнав со Джесика за да ни биди гостинка. Од тогаш 3 дена ја пеам песната нон-стоп, значи весела, интересна песна. И на представа ни беше. Така, и на представа исто имавме искористено. Сакам да испееш рефрено на турски јазик, пошто ете, минатата епизода беше турска серија, синхронизиравме на македонски, ете сега да направиме обратно. Популарни. Така, популарни се турските, така. Абе си има трага 500 години турците. Така, од режија викат 500 години оставија трага турците. Сега види... Некоја баба кумба, некој турчин ти си има пукано. Некоја баба сигурно ти си има пукано за некој турчин. Сигурно, така.
Така што вика Саше, антички македонци сме многу малку старати. Муабетот ми е вака, са турски серии гледаме, турски алишта носиме, зошто да не направиме на твоја песна рефрен на турски, така? Јас ја одбрав таја, па ете, можеш да ја испееш. Рефренот од Швалерка дефинитивно на турски, да, прво македонски. Сите мажи срце мое исто лажат, да те ќарат тие се ке покажат. Секој од нив љуби една друга мерка, сака да му бидеш само Швалерка. Ете, така. Ова е песната што си ја пеам в глад 3 дена, а сега ќе ја слушниме на турски. Bütün erkekler benim altın eşverdir. Onlar göstere çıktı sokuramazdır. Her biri başka bir ölçü seviyor. Ben sadece bir hanim olmak istiyorum. Дами и господа, Джесика Палашовска не реши. Немам зборови. Мислам дека и вие немате зборови. Така. Така. Еве ако некој не верва. Еф. Тоа е истото. Браво! Тоа е. Јас сум Джесика Палашовска, а вие гледате Солзи и смеа.